капитални инвестиции. Дворовите на болничките цркви ќе се уредуваат оваа есен. Викендов вино и сирење на плоштадот кај Чинарот. Расте угледот на манифестацијата Поетска вечер во Велестово, а институциите ги кратат финансиите. Првото македонско улично списание Лице в лице пристигне на Охридските улици. Почина славниот холивудски актер Робин Вилијамс. Да погледнеме какво време ќе имаме во наредните денови, а потоа подетално ќе ве информираме за најавените содржини. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето сончево и топло со максимална дневна температура од 32 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1014 хектопаскали, додека УВ индексот ја достигна вредноста 8. Во среда облачно со врнежи од дожд ќе биде времето во западна, централна и северна Европа. Дневните температури на стариот континент ќе се движат од 18 степени во Осло до 38 во Атина. На Балканот утре времето пак претежно сончево и топло, попладне можни се врнежи од дожд во Словенија. Дневните температури на полуостровот ќе се движат во интервал од 27 до 37 степени Целзиусови. Во Македонија во среда ќе имаме тропски ден, времето сончево и многу топло. Утринските температури ќе се движат од 12 до 23, а максималните дневни ќе се движат во интервал од 30 до 38 степени Целзиусови. УВ индексот во Македонија ќе биде 9. И во Скопје утре тропски ден, времето сончево и топло. Утринската температура во главниот град 19, а максималната дневна ќе достигне до 37 степени Целзиусови. И нашиот град во среда нема да го одмина тропските температури и сончевото и топло време. Утринската температура во Охрид 16, а максималната дневна се очекува да достигне до 33 степен Целзиусов. УВ индексот утре повисок ќе достигне вредност 9. Топлото време и високите температури продолжуваат во наредните неколку дена во нашиот град. Температурите ќе се движат во интервал од 30 до 33 степени Целзиусови, а пад на температурата за неколку степени можеме да очекуваме дури кон крајот на викендот. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Парк Голден Бич. Спој на природната убавина и модерниот дизајн. Допир на луксус во доминантно бела боја покрај езерското синило. Прекрасна атмосфера, коктел, бар, базен со джакузи, слободен влез. Туристичкиот комплекс Парк врши продажба на апартмани од 1750 евра за метар квадратен. Почувствувај го сонцето на златната плажа. Современ дизајн и висококвалитетни 5-коморни и 6-коморни ПВЦ профили. Изработка на комплетна ПВЦ столари и ролетни. Се од сопствено домашно производство. Ролопласт Охрид, туристичка 50 скалеста зграда. Информации 1188. Бројот што ги знае сите други.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид кредитно ќе се задолжува со пари од Светска банка, ќе прават капитални проекти. Многу улици и патишта ќе бидат реконструирани, а ќе се поднови и јавното предпријатие Охридски комуналец. Со пари од Светска банка, општината ќе прави капитални проекти. Денес за таа цел се одржа јавна расправа, која е една од финалните постапки кои ги налага Светска банка пред одобрување на кредитот. Општина Охрид долгорочно ќе се задолжи во висина од 1.700.000 евра. Целта на овој заем е финансирање на капитални инвестициски проекти, и тоа рехабилитација на неколку локални улици и 2 локални патни правци, и секако набавка на најсовремени специјални возила за јавното комунално предпријатие. Општината ќе има 13 години рок на отплата на кредитот со грес период од 3 години. Годишна рата би изнесувала 12.705.372 денари. Во рамките на овие проектни активности ќе бидат изведени следните капитални инвестиции. Изградба на 2 раскрсници, и тоа онаму каде што се вкрстуваат улица Туристичка со македонски просветители и другата раскрсница на улица Туристичка со улица Бистрица. Понатака ќе имаме рехабилитација на површината на патиштата, реконструкција на коловозот и изградбата на атмосферска канализација на 8 улици и патишта. Градоначалникот најави дека со парите од Светска банка ќе се прави улицата Питугули, Сатеска, Трајче Трајчески, Мича Галич, Васил Стефовски, улицата Ристо Чадо, локалниот пат Илија Смичевски во село Лескоец и локалниот пат Елеше Целшани. За јавното предпријатие Комуналец, покрај тоа што ќе се набават 5 специјални возила, ќе се набави специјална ограда, која ќе се постави околу депонијата Буково. Бакрачески нагласи дека сите проекти биле изготвени од службите на општината. Од наесен ќе се уредуваат дворните места на црквите Света Богородица и Свети Никола Болнички. За ТВМ открива Тања Паскали Бунташевска, директорката на Националната установа Завод и музеј Охрид. Од Дебарско-Кичевската епархија со скромни коментари. Како што телевизија ТВМ информираше пред 10 дена, сепак ќе се уредува дворното место на болничките цркви Света Богородица и Свети Никола. Поттикнати од бројните забелешки на граѓаните кои постојано укажуваа на грдата слика од разурнатиот зид, ја продолжуваме историјата за болничките цркви. Првиот човек на Завод и музеј Тања Бунташевска Паскали открива дека есерва ќе се уредува дворното место на овие 2 цркви. Ќе се регулира во теков на есенскиот период. Моментално изработуваме заштитно-конзерваторски основи потребни за урбанизација на тој простор и се надевам ќе најдеме заедничко решение со црквата како тоа да го вклопиме и да го изведеме на да биде добро за сите, и за црквата и за посетителите. Од Дебарско-Кичевската епархија со скромни коментари. Според нив, најверојатно ќе се гради мало објект во дворното место на црквата Света Богородица, кој ќе служи исклучиво за потребите на црквата, како и тоа дека хортикултурно ќе се уредуваат црковните дворови. Само за подсетување, Македонската православна црква пред 2 години започна активности за изградба на конак во дворот на црквата Света Богородица Болничка, што според тогашната изјава на директорката на Националната установа Завод и музеј Охрид Тања Паскали Бунташевска било бесправно и истите беа стопирани од инспекцијските служби при управата за заштита на културното наследство и со записник и решение на Македонската православна црква и беше наложено срушениот зид да биде вратен во првобитната положба. Болничките цркви не само што се на мощна и атрактивна локација во срцето на стариот дел на градот, тие во себе кријат трајни вредности кои датираат од 14-тиот, 15-тиот и 19-тиот век. Впечаток на граѓаните е дека овие 2 значајни цркви не се доволно експонирани во јавноста, па поради тоа и посетеноста е послаба. Бунташевска не се согласува со ваквото размислување на граѓаните. Може би веќе едната и повеќе експонирана, која се направи малиот плоштад долу каде што беше градската библиотека, бидејќи со портата е веќе плоштадот директно поврзан со црквата. Меѓутоа се посетени црквите, не мислам дека не се посетени. И го завземаат на вистина централното место, стариот дел на градот, имаат многу мощна атрактивна локација и се интересни за посетителите.
Во таа насока оди уште еден коментар на граѓаните дека портата која поврзува црквата Свети Никола Болнички со малиот плоштад речиси секогаш е затворена, на што пак негодуваат од Дебарско-Кичевската епархија и негираат дека е така. Инаку болничките цркви се наречени така бидејќи пред да бидат изградени таму имало болница карантин. Се наоѓаат една наспроти друга каде што некогаш бил влезот на долна порта. Во црквата Света Богородица Болничка е сочуван огромен дел од живописот кој датира од нејзиното настанување во 14 век. Во рамките на црквата се наоѓа единствениот резбан иконостас во стариот дел на градот кој датира од 1833 година, изработен од Никола Дарковски од Лазарополе. Во црквата Свети Никола Болнички пак се наоѓа посебна камбанарија за која се вели дека е единствена од вако вид на македонските простори, градена под влијание на архитектонските трендови присутни на Јадранот. Културно-историските вредности кои ги чуваат болничките цркви заслужуваат да бидат видени од бројните гости кои го посетуваат нашиот град. Фестивалот Вино и сирење викендов ќе се одржи на плоштадот кај Чинарот. Тој ќе има регионален карактер и учество ќе земат производители на вино и сирење и од други општини од Македонија, како и од Корча, Албанија. Предвиден е и настап на охридски рок групи кои ќе ги забавуваат гостите. Викенд на вино и сирење во Охрид. После 5-годишна пауза, дегустаторско-продажната манифестација Вино и сирење повторно ќе се одржи. Овој пат таа ќе има регионален карактер, по учество ќе земат производители на вино и сирење и од другите општини од Македонија, како и од Корча, Албанија. Производите ќе бидат поставени на 20 на штандови распоредени околу фонтаната кај Чинарот. Она што е иновативно за ова издание на фестивалот Вино и сирење што ќе имаме еден многу добро осмислен тип на презентација преку посебно дизајнирани штандови кои што ќе бидат поставени околу фонтаната на плоштадот Крушевска република или кај Чинарот, каде што ќе бидат сместени самите излагачи. А од друга страна е предвиден и двата дена, значи на 15 и 16 август, предвиден настап на охридски предсе рок групи. Бидејќи виното и сирењето не се многу карактеристични за охридското поднебје, организаторите има идеја плашицата да му даде охридски шмек на фестивалот. Ние стапивме во контакт со риболовното друштво Свети Апостол Павле, им понудивме штанд на кој што би ги презентирале нивните и специјалитети на кои што тие го имаат и го поставуваат како вид на презентација на вакви манифестации, меѓутоа за жал не добивме позитивен одговор од нивна страна, иако нашата интенција беше покрај виното сирењето, на еден начин и плашицата како еден традиционален кулинарски специјалитет од Охрид да ја промовираме посебно пред гостите кои што во Охрид ги има во овој период. Фестивалот Вино и сирење ќе се одржи на 15 и 16 јули, а е финансиран од средства добиени преку проектот од CVG регионот, а логистиката е на локалната самоуправа. Инаку ова манифестација првпат се одржа во 2004 година во организација на Федерацијата на фармери на Македонија со помош на Министерството за земјоделие и локалната самоуправа од Охрид. После 4 успешни изданија во 2008 фестивалот поради финансиски проблеми не се одржа, а по уште 2 изданија сосема згасна. Дали овој пат ќе се покаже како држлива манифестација ќе покаже времето. Дома и во светот расте угледот на манифестацијата Поетска ноќ во Велестово, а институциите ригорозно ги кратат финансиите за нејзиното одржување. Оваа културна манифестација ќе згасне доколку и понатака институциите не покажат интерес за неа, вели раководителот на оваа манифестација, поетот Славе Ѓорго Димовски. Течат завршните подготовки за одржување на манифестацијата Поетска ноќ во Велестово. 26-тото издание на ова значајна културна манифестација, која ги слави поезијата и уметноста, ќе започне на 15 август во Велестово. Годинешното издание е посветено на македонската поетеса, академик Катица Ќулавкова. Традиционално нејзина поезија ќе се чита на сред село во Велестово. Останатите 2 вечери ќе се одржуваат во Охрид. На интернационалната вечер гостува поетот од Ирска Патрик Котер, од Словенија доаѓа Барбара Погачник, а од Црна Гора ќе се представи со поезија Тања Бакич. Пред слушателите ќе биде представена и поезијата на охриѓанецот Зоран Јакимовски, информира раководителот на манифестацијата, поетот Славе Ѓорѓо Димовски. За сите нив таа е интересна манифестација, бидејќи се одржува надвор од академски простории, се одржува во планина, во планинско село и
за сите е доста любопитноста е голема што различен профил на слушатели ја слушаат нивната поезија. Посебно тоа го истакнуваат поетите од странство кои што на таква сценографија и на такво представување не се навикнати во своите земји. Она што во моментов ги загрижува организаторите на оваа манифестација која трае веќе 26 години се финансиите. И додека во светот и дома расте популарноста на оваа манифестација, финансиската поддршка од институциите е се помала. Оваа година сме на најниско ниво, со заеднички сили ќе поддржиме оваа вечер и таа ќе се одржи, но доколку нема слух за финансиска поддршка од страна на ресорното министерство и од локалната самоуправа, се доведува во прашање на незиното понатамошно одржување, потенцира Славе Ѓорѓодимовски. Се наметни прашањето што понатаму. Значи, ако се продолжи со ваква минимална поддршка, ние ќе сме принудени да ја укинеме на интересната интернационална вечер, кај што добиваме доста пофет во странство, или во крајен случај манифестацијата да исчезне. За да може манифестацијата да опстане и да се одржува и понатака во полна замисла со интернационалната вечер и издавачката дејност, потребни се од 250.000 до 300.000 денари, потенцира Славе Ѓорѓодимовски. Инаку на интернационалната вечер, воведена пред 6 години, досега учествувале 18 поети од странство, претежно од европските земји и од Сирија. Општина Дебрца ќе ги стипендира одличните ученици. Градоначалникот Игор Трајковски објави конкурс за доделување стипендии за 20 ученици, 10 од основното и 10 од средното образование. Нормално, услов за добивање на стипендија е учениците да бидат одлични и да имаат примерно поведение. Јавниот повик ќе трае 5 дена, а сите заинтересирани по детални информации може да добијат на сајтот на општина Дебрца www.debrca.gov.mk. Населбата Лескајца доби повеќе наменско спортско игралиште. Градоначалникот Никола Бакрачевски на ксенокешното отварање рече дека целта за отварање на вакви игралишта не е само осмислување на просторот и внесување содржина во него, туку и намерата да ги вратиме децата на малските игри и да ги тргнеме од компјутерите. На пригодна свеченост пред бројни охриѓани синоќа градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски го стави во употреба повеќе наменското спортско игралиште во населбата Лескајца, кое се наоѓа наспроти детската градинка. Овој парк вклучува игралиште за кошарка, едно игралиште со детски реквизити и еден мини парк. Ова е еден вид најава за проектот кој подолго време го осмислувавме во локалната самоуправа за изградба на 30 на вакви места на претходно определени локации, изјави синоќа градоначалникот Бакрачевски. Тој по отварањето на игралиштето заедно со своите сограѓани во пријатна атмосфера одигра една партија баскет. Во градежните активности на повеќе наменското игралиште беа вклучени сите јавни предпријатија од градов, а проектот е целосно финансиран од буџетот на општина Охрид. Првото македонско улично списание Лице в лице пристигна и на охридските улици. Ова интересно списание во кое се обработуваат многу теми од екологијата, социјалата, здравството, но од еден граѓански аспект ќе го продаваат лицата во социјален ризик од нашата општина. Во промоцијата, но и продажбата на ова списание несебично за да учествуваат нашите актери Никола Тодоровски и Јасмина Билаловиќ. Купувајќи го списанието Лице в лице, им помагате на многумина. Читајќи го Лице в лице, си помагате себе си. Ова е слоганот на првото македонско улично списание Лице в лице, кое од денес конечно може да се купи и низ охридските улици. Ова списание обработува најразлични теми, од екологија, социјала, здравство, култура, но сите тие видени од гледна точка на граѓанинот. Лице в лице ќе го продаваат граѓани кои се наоѓаат во социјален ризик и кои со продажбата на истото чесно ќе заработуваат. Она што го прави специфично Лице в лице е тоа што се обидува да го помести онај вертикален однос кој што го имаме со маргинализираните лица. Тоа е односот ние сме горе, тие долу и ние се обидуваме нешто да им дадеме. Она што го прави Лице в лице е го прави тој однос од хоризонтален од вертикален во хоризонтален. Тоа значи дека ги гледаме како наши равноправни сограѓани, на тој начин што тие вршат дејност, активност која што е корисна и за нив, меѓутоа е корисна и за нас.
Луѓето од Центарот за медиумски активности кои го подготвуваат ова списание во Охрид добиле поддршка од Црвениот крст од Охрид. Кога Климентина прв пат се видовме и дојде овде, јас веднаш добив јасна представа и барајки од групата на социјално загрозени семејства во Охрид, кога им се јавував да ги поканам да дојдат и да слушнат што им нудиме, за прв пат сакав искрено да кажам дека не им нудам пакет со храна или не им нудиме облека, него им нудиме работа. Како и во останатите 4 градови каде се продава лице в лице. Во промоцијата, но и продажбата на списанието, учество земаат познатите и јавни личности. Таа благородна задача ја презедоа нашите актери Никола Тодоровски и Јасмина Билаловиќ. Апелирам до граѓаните на Охрид да ги поддржуваат продавачите на лице в лице во Охрид, купувајќи ги изданијата, затоа што не само што помагаат тие лица да дојдат до еден подостоинствен живот, значи да се самоодржливи, туку исто така добиваат нешто за своите пари, значи добиваат квалитетно четиво. Постои една изрека која што вели ако му дадеш на човек риба, ќе ја изеди, ако го научиш да лови риба, ќе има риба за цел живот, така да мислам дека ова е конкретен проект кој што ќе се погрижи одредени луѓе да им стане полесно во животот, така да купете го. Инаку списанието Лице в лице е дел од продукцијата на Центарот за медиумски активности од Скопје, кои функционираат на основа на моделот на социјално предприемништво. Списанието во Македонија излегува веќе 2 години, и тоа во Скопје, Неготино, Битола, Струга, а сега и во Охрид. Лице в лице излегува еднаш на 2 месеци, чини 100 денари, а ќе можете да го купите од лицата кои ќе го продаваат низ охридските улици, обележани со посебни наметки на кои стои името на списанието. Запомнете дека купувајќи го списанието, директно помагате на лицата во социјален ризик. Хуманитарната акција на охридските новинари за спас на еден детски живот и натаму продолжува. Средствата што ќе се соберат од фестивалот Песна на летото, кој ќе се одржи утре, 13 август на сцената на Антички, ќе бидат наменети за лекување на 11-годишното охриѓанче и спасителите од спасителната служба при Црвениот крст од Охрид со хуман гест. Се решивме на еден хуман чекор, на една хумана постапка, а тоа е да одвоиме една дневница од нашиот ангажман ова лето и да ја донираме за нашиот 11 годишен сограѓанин кој овај август треба да се оперира во Пекинг. Се надеваме дека ова наша хумана постапка ќе ја следат повеќе институции, повеќе индивидуалци во овај град и да му помогнеме на нашето дете, нашиот сограѓанин, што побрзо да оздравите. Центарот за јавно здравје ги известува граѓаните кои одгледуваат пчели дека во петок, 15 август, во периодот од 21 до 06 часот, ќе се спроведе уште една теристичка дезинсекција против комарци, односно од земја. Со дезинсекцијата ќе биде опфатено Охридското крајбрежје на потегот од Подмолје до Свети Наум, територијата на град Охрид, потек на реката Грашница и Коселска река. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Советот на млади при општина Охрид со свечена седница по повод Меѓународниот ден на младите 12 август. На средбата меѓу другото членовите на Советот ја разгледува информацијата за прибирање нови членови, изработката на квартален план на активности, како и владиниот проект Урбаниот зид. Советот на млади при општина Охрид денеска одржа свечена седница по повод 12 август, Меѓународниот ден на младите. Пред младите од локалниот совет се обрати заменик градоначалникот Ангел Јанев, според кого младите се носители на напредокот, науката, технологијата. Тој потенцираше дека младите треба да се слушаат почесто и да бидат погласни, зборувањето да не се сведува на постојано негодување и несогласување со донесени одлуки, туку со предлози, идеи и зборување, не со сила, туку со аргументи, не со страв, туку со храброст, со знаење. Јанев посочи дека младите мора ноќниот живот да го заменат со денски, барањето вработување со барање на работа, желбата за поубаво некаде далеку да се замени со желба за овде, во овој прекрасен Охрид, во оваа прекрасна Македонија.
Недоаѓањето на мој термин да се плаќа 100%. Повеста дека дури 29.000 пациенти во јули не го искористиле закажаниот термин во јавното здравство. Лекарите специјалисти реагираат и бараат пациентите да почнат да го почитуваат времето за преглед. Некои од лекарите посочуваат дека во земјите од Западна Европа важи правилото: кој нема да дојде на закажаниот термин во јавното здравство, ќе го плаќа приватно прегледот 100%, иако на него не се ни појавил. Според правилата на мој термин, упатот може да важи една недела пред, но и една недела по закажаниот термин, така што пациентот кој од оправдани причини не се појавил во точно закажаниот термин, прегледот може да го оствари во посочениот период. Исклучително голем интерес на банките и фирмите на јавниот повик за еднократен отпис на долговите за најранливите категории граѓани, соопшти Министерството за финансии. Изјави до ресорното министерство доставиле 14 банки, 4 предпријатија и 2 штедилници. Ке се отпишуваат долгови по основна потрошена електрична енергија, топлинска енергија, кредитни картички, пречекорување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити, како и за радиодифузна такса. Право на еднократен отпис на долгови имаат корисниците на социјална или постојана парична помош, невработените лица кои активно бараат работа подолго од 12 месеци и лицата кои се изложени на социјален ризик поради смрт, инвалидитет или потешка болест. Заедно со главниот долг ќе се отпишат и каматите, како и трошоците за нотари и извршители. На 63 годишна возраст почина големиот холивудски актер Робин Вилијамс. Свето денеска. Веста за смртта на познатиот актер 63 годишниот Робин Вилијамс го потресе целиот свет. Познатиот актер, оскаровец и комичар долго време се борел со зависноста од дрога и алкохол, а во последно време страдал и од депресија. Во полициското соопштение се вели и дека може да станува збор и за самоубиство со задушување. Робин Вилијамс Оскарот го доби во 1997 година за улогата во филмот Good Will Hunting, а ќе остане запаметен и по своите улоги во Друштво на мртвите поети, Господје Даутфајер, каде се претвора во помашничка за да може да ги гледа своите деца, улогата на Петер Пан, потоа филмот Ноќ во музеот, Инсомнија и многу други. Човекот кој засмејуваше милиони луѓе, во себе криел огромна депресија која го одведе во смрт. Светската здравствена организација одобри користење на непризнати лекувања во борбата против еболата. Експертскиот комитет за прашањата на медицинската етика на Светската здравствена организација во справувањето со вирусот на хеморагичната треска ебола одобри примена на медицински третмани што не ги минале клиничките испитувања, јави Итар Тас, имајќи ги предвид околностите на епидемијата и со почитувањето на некои неопходни услови. Комитетот консензуално заклучи дека етички непризнатите лекувања, чија ефикасност и нуспојави се уште не се познати, да се предлагаат како потенцијални или превентивни методи, се наведува во соопштението на Светската здравствена организација. Украина не дозволува пристап на хуманитарната помош од Русија. Портпаролот на украинската војска изјави дека на рускиот хуманитарен конвој нема да му биде дозволен пристап во земјата се додека не биде сертифициран од Црвениот крст. Конвојот со околу 300 руски камиони тргна за источна Украина по еден ден од потпишувањето на договорот за меѓународна хуманитарна помош на Украина. Камионите според руските власти пренесуваат околу 200 тони помош во вид на прехранбени производи, лекови, медицинска опрема, вреќи за спиење и преносни генератори за струја. Сепак Западот е убеден дека станува збор за параван за оружена инвазија. Венецуела распореди 17.000 војници на границата со Колумбија за борба против шверцот, соопшти армијски командант. Тој информира дека се забранува преминувањето на границата на приватни лица од 22 до 5 часот наутро и на товарни возила од 18 часот во период од 1 месец. Како што јави Итар Тас, Венецуела е земја со најголеми резерви на нафта во светот и има многу ниска цена на горивата. Според венецуелските власти, во соседна Колумбија дневно се шверцуваат околу 100.000 барели бензин. Тука е крајот на првото издание на денешниот дневник. Ви благодарам на довербата. Пријатно!